Ни рекоа дека во нашата општина треба да обезбедиме соодветен простор за изградба на 3 времени кампови за сместување на албански граѓани при евентуални елементарни непогоди во земјата. Ние тоа и го сторивме, но за кратко време свативме дека сме измамени. Оти се виде дека не станува збор за изградба на времено сместувачки капацитети, туку за мигрантски кампови, обвинуваат македонците од Пустец Албанија. Фактични овој настана уште од јули месец, кога Министерството за внатрешни работи на Албанија побара до градоначалникот на Пустец кои се оние простори кои ќе полнат услови за евентуални невремени непогоди во Албанија. И со тоа општината определе некои региони како спортски игралишта близу до езерото, да е лесно снабдиво со вода, имајќи предвид дека доколку има поплави или нешто незгоди во Албанија, да може да се сместе државјани на Албанија одредено време во овие кампови. Меѓутоа тоа не беше за тоа, тие бареа првични информации да го лоцират местото, сега ни дојде за ова работа за кампови за мигранти. Гроздани е генерален секретар на Македонската партија во Албанија и еден од нејзините основачи, но и актуелен советник во Советот на општина Пустец. Вели, добро ги познава албанските закони и затоа е убеден дека во оваа работа има скриени и нечесни намери на власта, заради што тие покренале и тужба против владата на Албанија, откако и општинскиот совет гласал против изградбата на мигрантски кампови во Пустец. Нашиот председател Васил Стериоси сам ја однесе тужбата, па по сите меѓународни институции, ако тие се баш соработници во ова работа, меѓутоа мислам дека ќе се избориме и ќе победиме ова битка, а очекуваме помош и од Македонија на ова насока. Инаку, според планот, на територијата на Република Албанија треба да бидат изградени вкупно 20 мигрантски кампови, а од нив дури 3 во општина Пустец. Општина Пустец брои околу 4.500 жители и има 9 населени места каде живее претежно македонско население, а и сите членови на Советот на општината се етнички македонци.